За справувањето со мигрантската криза пред малку заврши свеченоста овде во вилата во Одно, на која што председателот Иванов им додели ордени за војни почести на граничната полиција и на единицата за обука и поддршка. Свеченоста, како што кажав, заврши пред малку. Председателот Иванов рече дека овие припадници на полицијата придонеле, ја зачувале како чувари на границата, ја зачувале не само независноста на земјата, суверенитетот, туку исто така и меѓународниот углед на државата, но и довербата кај граѓаните. Тој изнесе и некои податоци, а тоа е дека од прогласувањето на кризната состојба па се до затварањето на балканската мигрантска рута, заедно со полицијата и армијата, успешно менаџирале транзит на 760.000 мигранти и бегалци од истокот и од Африка кон северот. Но од затварањето на балканската рута некаде во март па досега успешно спречиле илегална миграција на 22.000 мигранти, а паралелно биле поднесени кривични дела за во 80 на случаи со разбивање на криумчарења, на мрежи на криумчарења на мигранти. Председателот Иванов исто така рече дека оваа криза Европската унија е затекнала неподготвена, но дека Македонија меѓу прва земја од оние што не се членки на Европската унија прогласила вонредна состојба, кризна состојба на границите и се справувала со мигрантската криза. Исто така рече дека коридорот кој што беше отворен за бегалците представуваше опасност, бидејќи низ него да минуваат и криминалци, но и терористи. Овде предлагам да слушнеме дел од говорот на председателот Иванов. Чест ми е со ордени за воени заслуги да се заблагодарам на Оделот за гранични работи и миграции и на единицата за обука и поддршка при Министерството за внатрешни работи. Овие ордени се символична благодарност од македонските граѓани до нивните бранители кои деноноќно ги чуваат нивните животи, имоти и лична сигурност. Почитувани припадници на полицијата, чувајќи ја границата и чувајќи ја Европа, вие го чувате и меѓународниот углед на Република Македонија. Но најважно од се, вие заедно со армијата го чувате угледот на државата во очите на сопствените граѓани. Ја чувате довербата на македонските граѓани во способноста и капацитетот на институциите да ја заштитат нивната безбедност. А довербата е поважна од се. Иванов исто така рече дека од прогласувањето на кризната состојба Македонија на почеток се соочила со критики, но подоцна покажала дека има хуман третман по сите меѓународни стандарди кон бегалците. Исто така потсети на некооперативноста од страна на јужниот сосед и рече дека многу држави членки на Европската унија и помогнале, дале поддршка за Република Македонија во справување со кризата. Дел од државите испратија и своји војници, односно полицајци на граничниот премин со Грција за заедно да ја одржуваат безбедноста и сигурноста, да ги спречат илегалните бранови, но рече дека Македонија се уште чека конкретна помош од Европската унија. Исто така очекува дека Македонија, односно полицијата заедно со армијата и понатаму ќе продолжи да ја заштитува границата, да има отворени, но контролирани граници. Говор одржа и министерот за внатрешни работи Митко Чавков, кој се заблагодари на војните ордени кои што ги додели председателот Иванов и рече дека тоа е заслужено, односно дека полицијата се однесувала и ќе продолжи да се однесува професионално и одговорно во ваква кризна состојба. Предлагам да слушнеме и изјавата на министерот Чавков. Почитувам председател на Република Македонија, доктор Ѓорги Иванов, почитувани колеги, дами и господа. Полицијската работа е сложена и исклучително одговорна професија, која што често носи опасности по животот. Но, да се биде полицаец, службеник на македонската полиција, представува чест и гордост, со што ретко кои други професии може да се пофалат. Секој што денес гордо ја носи униформата на македонската полиција, тоа најдобро го знае. Во изминативе децении, развој и раст на полицијата, вложена е голема пожртвованост и професионалност на нашите претходници. Македонската полиција се прилагодуваше на современите потреби на општеството. Некогаш поуспешно,
некогаш помалку успешно, но секогаш без исклучок насочени кон остварување на нашата примарна цел – јавниот ред и мир и безбедноста и сигурноста на граѓаните. Чавков исто така рече дека Министерството е подготвено да се справи со сите предизвици, има капацитети за сите безбедносни предизвици кои што може да се случат и рече дека полицијата и понатаму ги исполнува сите стандарди и критериуми. Но да кажам за крај дека она што го спомна и председателот Иванов во својот говор, а тоа е дека иако имаше мало смирување периодов, се намали тој голем притисок на мигранти, се очекува наесен да започне и вториот поголем бран и обиди на мигрантите да ја пробијат затвореноста на балканската рута и да бараат и други патишта како да стасаат до Западна Европа.